ви благодарам за топлиот пречек, за добре дојде. Ви благодарам што одвоивте време да се видиме. Знам дека си имате и редовни обврски, меѓутоа не можев да дојдам во Приштина да не поминам и да ве видам и вас. Иако и цел ден да седеме, можеме да зборуваме, меѓутоа мислам дека и ова време што го имаме ќе ни биде доволно. Сакам прво да изразам моето задоволство лично што и на двете средби кои Кузмановски ги споменавте беа кажани само најпозитивни зборови за сите вас. Тоа кажува дека без оглед на сите услови во кои сте работеле и така натаму континуираното подобрување, сепак Министерството и Генералштабот ги избрало најдобрите и затоа сте вие тука денеска пратени. Тоа го потврдуваат зборовите што ги кажа и заменикот командант на штабот на КФОР, да, меѓутоа и на регионалната западна команда. Тоа мене ме прави горда, но од друга страна ми дава и обврска како министерка за одбрана да обезбедам уште подобри услови за ваша работа. Многу пати тоа го кажувам на средбите со моите колеги, но и го кажувам и овдека пред вас, дека опрема може да купиме, ќе одвоиме средства во буџетот. Буџетот знаете дека континуирано се зголемува во текот на годините и ќе купиме опрема. Меѓутоа инвестицијата во вас, во човечките ресурси, во луѓето е најголемата инвестиција што една држава мора и треба да ја направи. На добар пат на тоа да го постигнеме, инвестираме во секој еден од вас затоа што сте небитни. Знаете, сега во услови на економска криза, можеби некој ќе забележи и ќе ни замери зошто толков процент од буџетот одвојуваме за одбраната. Затоа што одбраната е нешто што бара долготрајна инвестиција. Луѓе спремни, подготвени, обучени за сите овие задачи кои што ги набројавте сега, не се создаваат преку ноќ и не е тоа само еден добар филм што некој може да го изгледа еден час. Вие сте посветиле голем дел од вашиот живот во професионална обука и едукација за да може да ги извршувате задачите што денеска ги извршувате. За квалитетот ќе напоменам уште еднаш дека е беспрекорно, немате никакви забелешки, ниту за однесувањето, ниту за начинот на кој што ги извршувате вашите задачи, и тоа е порака која што јас ќе ја пренесам и дома. Не само во Министерството и во Генералштабот, него и во владата, затоа што треба да знаат дека луѓето што ги праќаме кога ги гледаме извештаите, односно одлуките за ваши испраќања во мисии, не се само хартија, туку се реални ситуации и вие допринесувате за нашиот углед. Република Северна Македонија до пред некоја година беше држава која што бараше помош од другите. Сега вие сте сведоци дека ние даваме помош и тоа го правиме многу успешно. Така ќе продолжиме во иднина, затоа што вака инвестираме и во стабилноста и во безбедноста, и во регионот, и во Европа, а богами и во светот, а со тоа се помагаме и на самите себе си. Јас немам многу да ви држам политички говори, тоа беа моите главни пораки што сакав да ви ги испратам и сакав уште еднаш да потенцирам дека ми давате обврска која што со задоволство ја прифаќам, а тоа е заедно да работиме за уште подобри услови за ваша работа и тука, меѓутоа и дома кога ќе се вратите.